Еви официјално ја отвараме втората текстилијада организирана од нашата организација Гласен текстилец и почнуваме со нашата прва дебата во која наш домаќин е градоначалникот Владимир Почварски. Овде ни е и министерот за финансии господинот Девдовски, кој што сметаме дека треба да биде овде на оваа дебата поради како да кажем, покачувањето на минималната плата и следните чекори што ги очекуваме од владата. Исто на оваа дебата ќе разговараме за позитивните примери во регионот, позитивни примери на работодавачи и кој би бил тука ако не господинот Николчо Илиев, кој е и успешен пример на градоначалникот Источниот регион, како и успешен бизнесмен. Натаму оставам да се извинувам. Поштовани представници на медиумите, огромна чест и задоволство ми што денеска по втор пат се одржува ваков тип на настан, втора година поред текстилијада. Благодарност до неуморните напори кои што ги даде и ги направи оваа организација начело со Кристина за да дојдеме до ваков убав настан. Општина Штип нема некои големи ингеренции во дел на законските прописи, норми кои што се носат во државата со цел подобрување на условите за работа, но јас како градоначалник секогаш сум заинтересиран за да имаме добри услови за работа на територијата на општината која што ја водам. Но можам да кажам дека според моите ингеренции оваа година за прв пат отворив средства од буџетот за поддршка за проекти на невладините организации, на невладиниот сектор во општина Штип, преку кој што доделивме околу 1 милион денари на најразлични невладини организации кои што се занимаваат со различен делокруг на работа или домени на нивно функционирање. Оваа организација Гласен текстилец доби поддршка од општината од дел од нови средства и токму со тие средства денеска се организира ваков настан со што ќе придонесеме до отворање на многу прашања, многу теми и да видиме до каде сме со она кое што сме водетиле како држава, дека ќе придонесеме за подобрување на квалитетот на работа на нашите текстилни работници и работнички. Голема благодарност што денес имаме представници од државата, од Министерството за финансии, министерот Тевдовски кој што е денеска овде и можеме заедно со него да отвориме дел од дискусијата и секако мојот колега градоначалник од општина Кочани кој што може да зборува и како градоначалник и како собственик на една компанија, успешна компанија, успешен пример. Благодарам и верувам дека ќе имаме успешна и плодна дискусија и дебата. За нас како влада, владните приоритети, инфлациите да растат. Заради тоа не се начин што возможно тоа да биде за индустрија во облека и кожа. Денеска Државниот завод за статистика добили податоци дека во август годинава во споредба со август предходната година платите растат. Месечната нето плата прераснала за 50%, растата е најсилен во индустрија кој што не прави во минатото многу ниска минимална плата. Значи, исто така ние се обидуваме. Јас сум тука председател бидејќи со доаѓање кога бевме на позиција, кога доаѓав сите месеци, мислам дека е многу важно да ги слушнаме проблемите, секако дека се соочуваат со проблеми и работниците и работодавачите. Покрај тоа што е главна битка која сакаме да знаеме да не бидат работодавачите се сигурни дека тие кои изгодат места за вработените, исто така да занимават поддршка за работодавачите, која што три главни канали за иновации в каналите и разни канали така да се добиваат продуктивност, тоа преку Закон за економски раст, исто така имаме сериозна сума на пари која што е препората за вработување и од 1 мај до 1 година промовираме елементите за активни ежедневни што треба да работодавачите да се решат побрзо да ги движат оние плати кои што се над минималното да безбедно да државата да поддршка за тоа. Генерално, мислам дека е вредно и важно оваа година
веќе ако сакаме животот стане да расте на мнозинството на граѓани кои што живеат од својот труд, најбитно е да расте платите, но и да видиме кои се оние проблеми кои што правиме. Значи, ние сме отворени да ги слушнеме сите идеи, односно работна група, нешто што е Министерството за култура и социјална политика, со подршка од Светска банка, Светскиот банка, прави анализи и заклучоци како треба да се врши реформата на пензијскиот систем, да мислам дека тоа што имаме решено да излезе сообщение. Основно синдикатот место по индекс на конкурентност не е правилно место за интегрирање, како да се отлуби место. Владата презема за мерки со цел да надлежно за приватниот сектор да се движи во изминатите години, растот на главно беше базиран државните интервенции, рецепта нешто што не предвидено, скопје 2014, градење на споменици, фасади, нешто што не движи економијата. Одлично е што во изминатиот период овие главни макроекономски индикатори кои што покажуваат дека приватниот сектор започна да се наслака на пример индустријското производство имаше раст на 9%, а потоа извозот на двоцифрен раст на 14% до крајот на годината. Странски инвестиции се многу повисоки од просекот од претходните години. Силно ова исто така е добро дека и стапката на вработеност се намали, силно ова укажува дека има подобрување во економијата, но секако дека мора да се продолжи. Според мене, лично решител да одиме напред е да се што Македонија да се интегрира во НАТО и идеи, тоа ќе биде најголем стимул за се министерот за финанси Драган Тевдовски, шефицата на кабинетот на министерката за труд и социјална политика Санела Шкриев и градоначалникот на општина Кочани Николчо Илиев. Сега, во интерес на духот на просторијата, односно просториите во кои што се наоѓаме, гласите текстилци, за кои што е организација за поддршка на работниците и работничките текстилната индустрија, денешната трибина дебата ќе ја водиме на денешната трибина ќе ја водиме, односно ќе говорниците и говорничката ќе бидат адресирани со нивното име. Значи, министерот за финанси ќе биде Драган, шефицата на кабинетот ќе биде Санела и градоначалникот на општина Кочани ќе биде Николчо. А јас сум Милан Живковиќ, денешниот модератор на ова трибина. И сега ќе зборуваме за теми кои што ги тангираат не само текстилните работници и работнички, туку сите работници што се наоѓаат и во источниот дел на Република Македонија и општо на целата територија на државата. Ќе разговараме за минималната плата, ќе разговараме за начините на механизмите за мониторирање на исплатата на таа минимална плата, како сме стигнале до тука. Ќе почнеме со едни кратки излагања на говорниците и на говорниците тука што ќе бидат денес, а потоа ќе се обидеме преку два круга на прашање да се осврнеме на одредени конкретни теми, а потоа ќе оставиме простор и за сите тука што се присутни, гостите и гостинките, да поставуваат прашања за сите панелисти. Поведете, Драган, само со можеме тука. Добар ден на сите. Фала многу, јас сум среќен што сум на оваа трибина, бидејќи прво мислам дека да се зборува за вакви прашања, значи да зборуваме за платите, за работнички права, тоа е нешто што е најважно во Македонија. Јас се сеќавам дека на слични вакви трибини су доаѓали во Штип и кога бевме во опозиција, сега иако правиме и буџет на држава и се реков дека нема да ја пропуштам, дека е стварно важна, значи благодарности до невладината организација за организацијата, пред се и до ФЕС. Мене ме подсети ова на име што се основуваме, што ќе се основуваме. Мислам дека така и треба.
бидејќи сега ќе кажам еден пример од Данска, се надевам дека снимаат бидејќи ќе да не се запрекаваат. Ама на пример на факултет во Данска, ја бев некој центар каде што ректорот беше од тамо и сите се основуваа по име. И така и треба да биде. Нема титули туку. Некој се почитува ако стварно е вреден, ако кажува попаметно. Не треба титулите или позициите да ги двојат. Луѓето така да ова не знае дека ќе биде вака, ама ефтен го поддржувам тоа што го прави ФЕС. Сега, јас се да не должам многу, мислам дека е стварно важна тема од аспект на финанси на владата. Ние веќе главните работи ги превземавме и крупни за да ја подигнеме минималната плата, да ја изедначиме практично за оние обесправени работници кои што неправедно во Македонија, за разлика од други земји, постоеше второ, лажно, пониско ниво. Значи, еве денеска Државниот завод за статистика објави податок дека платите растат 5,7% август 2018 во однос на август 2017 година и тоа растот е најголем во дејности текстил, облека и кожа. Секако дека платите, овој раст на платите не е доволен. Значи, сите сме свесни за тоа, не само од аспект на потрошувачка кошница, туку и од аспект на масовни иселувања од Македонија. Луѓето, значи, секако дека секој бара подобро, а за мнозинството на граѓани, ако сакаме да имаат животен стандард, значи мора да има, платите се главни, бидејќи платите се тоа е вреднување на трудот. Значи, мојата гледање и сега и претходно секогаш било дека главна битка мора да биде раст на платите, но исто така мораме тоа да го правиме на паметен начин, бидејќи не смееме да ги доведеме, да ве доведуваме во ризик. Практично мораме да обезбедуваме поддршка и за работодавачите, односно и за предпријатијата, за тие работни места да бидат сигурни. Заради тоа владата има во моментов дизајнирано некаде 2 милиарди денари поддршка за домашните предпријатија, нешто што не постоело, преку 3 главни канали, едниот е преку Фонд за иновации и технолошки развој, вториот е преку Законот за економски раст и третиот преку активни мерки за работување, кои што се сега на рекордно високо ниво. Зошто? Бидејќи растот на платите прави притисок, продуктивноста, практично работодавачите да мислат на зголемување на продуктивноста, многу посебно отпорено. Мислам дека ова е исправен начин, иако не е ортодоксно економско размислување, но во некои земји, како во скандинавските, успеува унатре 50 години и повеќе. Исто така, за да ја поддржиме, да ги поддржиме и работодавачите и работниците, во моментов има и мерка која што ги поддржува платите кои што се над минималната, доколку се исплата и повисока плата, поддршка има од 30% од растот на бруто платата. И тоа оди исто така преку Министерството за труд и социјална политика. Јас заборив да кажам, значи, мене ми е драго што имаме супер соработка, посебно за вакви важни прашања помеѓу финанси и труд и социјална политика. Ја не верувам дека никогаш во Македонија имало таква соработка и такво слично гледање на работите. Мислам дека и тоа може да ни овозможи да се движат напред работите. Сега може би зборувам повише од што ми беше кажано, но мислам дека е важно. Сега јас сум тука не само овие работи ги кажував на претходни трибини, дојдов и пред, мислам нема ни месец дена како имавме слична трибина во Штип и јас стварно најотворено, најпријателски би сакал да ги слушам проблемите, бидејќи ако ги знаеме проблемите можеме да размислуваме како да ги решаваме. Исто така, мило ми е што имаме и 20 градоначалници, јас од различни работи, тоа што гледам, знам дека станува збор за одлични градоначалници што се борат на вистина за своите општини. Ви благодарам. Благодарам. Драган, povedite Самила. Благодарам, Милан. Значи, добар ден и од мене и најпрво да ви пренесам поздрави од Мила, која што моментално е на пат и токму затоа не можеше да биде тука, инаку верувате дека би била тука, затоа што работничките права се една од темите за кои што најмногу зборуваме и делуваме во Министерството за труд и социјална политика и зашто веруваме дека борбата за работнички права никогаш не престанува.
Во таа насока, навистина ни е драго што имаме министар за финансии што нема класични ортодоксни економски размислувања, туку верува во социјална правда, затоа што и ние веруваме дека само преку социјална правда и вложување во луѓето можеме да имаме одржлив развој и еднакво општество за сите. Многу ми е драго што Гласен текстилец изминативе години гледаме како се развива како организација, изборува за овие теми за кои што и претходно многу сме зборувале, затоа што институциите, да, во надлежност на институциите се законите и политиките, меѓутоа сметаме дека без силни организации кои што ги застапуваат работниците, без синдикати, без силни синдикати навистина посветени на таа борба за напредување на работничките права, не можеме да имаме некакви резултати, така да честитки. Знаеме ли сколку, да речем, премрежија поминавте и со што се соочувавте како препрека. И навистина е убаво да се слушне и да се види таа соработка помеѓу локалната самоуправа, помеѓу граѓанскиот сектор, синдикатите и нели централната власт. Понатаму во однос на навистина многу убав пример што имаме со нас и градоначалник кој што е пример за успешен работодавач кој што покажува и докажува дека таа дилема која што е поставена дека или ќе вложуваме во работниците и работничките права или во бизнисот е лажна дилема. Всушност станува збор за комплементарен процес. Колку растат платите, толку расте и потрошувачката моќ. Тоа повторно се враќа во локалните бизниси, така да не е работава дали ќе инвестираме во едното или во другото. Она што го спомна министерот, токму скандинавските земји покажуваат дека со вложување во таа социјална правдина и во држави кои што се навистина држави, социјални држави, држави на социјална заштита, дека таму е најодржлив развојот. Сега, освен оно што заедно го донесовме како закон за минимална плата, што сметаме дека е многу битно прашање од повеќе аспекти, не само стандардот на работниците. За нас тоа прашање беше многу битно и од аспект на женската сиромаштија, затоа што знаеме дека најголем процент од вработените во текстилната индустрија се жени. Понатаму од аспект на релативната сиромаштија исто така, затоа што знаеме дека имаме голем број на вработени асиромашни. Значи не се проблем само невработените и токму и затоа, значи една од првите мерки беше тој закон за минимална плата. Меѓутоа не само тоа, туку и сите понатамошни реформи кои што ги правиме во Министерството, заедно со Министерството за финансии, се во таа насока. И самата реформа во системот на социјална заштита за прв пат ќе овозможи да тие што примаат минимална плата може да користат и детски образовен додаток за своите деца. Значи образовен додаток до сега имаше само за корисниците на социјални парични права кои што имаат деца во средно училиште, сега ќе може да се користат и тие што имаат деца во основно образование и нели за секое дете дополнително детски додаток. Разбира дека мерките одат паралелно, значи кон зголемување на платите на работените, меѓутоа и мерки за поддршка на фирмите. Токму затоа и постојат субвенциите за минималната плата, токму затоа и постојат мерките во оперативниот план субвенционирање за вработување. Особено имаме мерки кои што се однесуваат на субвенционирање на вработување на млади до 29 години, бидејќи нели тоа ни е една од најболните точки во општеството. И организацијата представници на работниците, и работодавачите, и институциите, и граѓанските организации, мислам дека за прв пат го ствараме економско-социјалниот совет за граѓански организации, за да заедно можеме да искреираме мерки кои што ќе одат во прилог на сите и бидејќи општеството може да оди напред само доколку сите граѓани внатре имаат квалитетен живот. Што почекам толку, па сега ќе развивам. Благодарам се, Нела. Значи, се случуваат паралелно процеси, како ниво нови вработувања, како реорганизација и затоа се служувам со оно што го рече градоначалникот. Значи дека мерките како мерки се добри, дека тоа што треба да го зајакнеме надзорот и мониторингот, не значи дека не треба да ги има тие мерки, меѓутоа сметаме дека минималната плата и како изврши огромно влијание. Значи има случаи некаде каде што имало враќање на средства, значи дека дефинитивно не можеме да зборуваме дека тоа е така во најголем број, затоа што бројката на лица кои што беа засегнати со тој закон е на 90.000. И тоа се одрази веднаш, нели, во понатаму растот на платите, новите вработувања, значи статистиките покажа ќе доведе добро за економијата. Имаме сериозно зголемување на извозот на нови технологии и опрема во последниот период. Веројатно дел се должи на база на таа поддршка. И сега нашата економија е кревка, многу големи растот. Во последните
та декада веројатно се должеше, имаше и светска банка графикони за тоа, се должеше, извинете, главно на вложувања